Добро ви утро, ранобудни, и добро ни дојдовте во најновото издание на утринската програма на Алфа телевизија. Добро утро секое утро. Денеска е вторник, 4 јули, или првиот вторник во најлетниот и во најтоплиот месец во годината. Јас ве повикувам се некаде до 9 часот и 25 минути да бидете заедно со нас и со сите оние содржини кои што редакцијата на утринската програма на Алфа телевизија секој утро неуморно ги подготвува само за вас. Инаку доаѓајќи навака до телевизија Алфа ова утро, Скопје полека се будеше, имаше по некој автомобил, а времето утрово навистина прекрасно. Имаше и убава песна од птиците кои што навистина мене ми го разубавија денот, а се надевам дека и ви посакувам и вам да ви тргне денот денешен на убаво. Сите вие кои што во овој момент сте пред малите екрани и сте заедно со нас и можеби се подготвувате да заминете на вашето работно место и се прашувате какво време не очекува во текот на денешниот ден, еве проследете ја утринската временска прогноза и можеби малце ќе ви помогнеме за тоа како да се облечете денеска и да се подготвите за вашето работно место. Времето денеска сончево и топло со мала до умерена облачност и со слаб ветер од променлив правец. Попладне претежно во западните делови ќе има развој на нестабилна облачност, проследена со локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер. УВ индексот ќе биде 8. Во Скопје сончево со мала до умерена облачност и со слаб ветер од променлив правец. Најниската температура денеска ќе биде 12 степени, а највисоката температура ќе биде 36 степени Целзиусови. Значи денеска ќе биде малку потопло време, како што кажа во западните делови повторно дожд, а ние овдека во Скопје денеска ќе си имаме убав летен ден. Сега, од она што е важно и од она што е, можеби, од она што се случило на денешен ден на 4 јули пред години, ќе ви прочитам некои куси информации за почеток. Во 1884 година, во знак на сеќавање на раѓањето на Соединетите Американски држави на денот на независноста 4 јули, Франција им ја подарила на САД статуата "Слободата го осветлува светот", позната како статуата на слободата. Статуата е дело на Густав Ајфел и е висока цели 93 метри. Во Њу Орлеанс во 1900 година е роден Луј Армстронг, познат под името Сачмо, американски некрунисан крал на джезот. Умрел во својот дом во Корона на Лонг Ајленд на 6 јули 1971 година. 1903 година пуштен бил во употреба првиот пацифички телеграфски кабел поставен на дното на океанот меѓу Сан Франциско и Манила. 1927 година родена е италијанската актерка Джина Лолобриджида, прва голема звезда на италијанската кинематографија по Втората светска војна. Филмови Фан Фатал Лала, Убавица на ноктеа, Трапез, Соломон и кралицата од Саба, Царска Венера, Ана од Бруклин, Провинцијалка и други. И уште само една информација на денешен ден, 1934 година во Сан-Селмос, Франција, умрела Марија Кири Склодовска, француска физичарка, хемичарка и математичарка од полско потекло, мажена за францускиот научник Пјер Кири, со кого ги открила радиумот и платониумот и ја поставила основата на модерната наука за радиоактивност. Со Пјер Кири ја добиле Нобеловата награда за физика во 1903 година, а во 1911 година самата ја добила наградата за хемија. Родена била во Варшава на 7 ноември 1867 година. Имам уште сосема накусо време до утринските вести во 6:30. Би сакала само да накусо да ви кажам што е она што ќе имате можност да следите ова утро. Некаде по утринските вести, знаете, веќе следува вкусот на традицијата. Во 7 часот ќе си имаме првата тема и телефонските вклучувања, а темата ќе биде Мицкоски ќе се повлече од политиката ако само еден пратеник од опозицијата ги подржи уставните измени. Потоа си ги очекувам моите гости во студио ова утро во 8 часот и 10 минути. Ќе следи првиот разговор и единствен за ова утро. Ќе зборуваме за тоа дека Македонија навистина е горда со своите млади математичари. Тие многу добро не представија на јуниорската Балканска математичка олимпијада и бевме единствената земја со златен медал и со освоени максимални поени. За ова ќе слушнеме малку повеќе од гостите кои што си ги очекувам да ни
ни пристигнат овде во студиото на Алфа телевизија. Потоа ќе имаме еден прилог од колешката Ивана, која што ќе зборува за волонтерството. И на крај ја отвараме и втората тема за ова утро, а таа ќе биде седницата на Економско-социјалниот совет блиску до решение, но се уште далеку од договор. Ете, почитувани, ова ќе бидат содржините кои што ќе имате можност до 9 часот и 25 минути да ги проследите доколку сте на оваа програма на фреквенцијата на Алфа телевизија. 6 часот и 31 минута според мојот лаптоп овде, време за вестите на Алфа телевизија. Останете со нас. Седуме часот и 5 минути и по вкусот на традицијата се враќаме повторно во студиото на Алфа телевизија и ја отвараме првата тема за вас, почитувани гледачи. Ќе ги очекуваме вашите телефонски јавувања. Меѓутоа, пред да ги вклучиме, да ги отвориме телефонските линии, ќе ве повикам сите заедно да го проследиме прилогот, кој што впрочем ќе биде и вовет во темата која што ќе следува. А насловот на нашата денешна тема е Мицковски ќе се повлече од политиката ако само еден пратеник од опозицијата ги поддржи уставните измени. Да го проследиме прилогот од информативна на колегата Матеа Петровски и веднаш потоа ве очекувам вас, почитувани, да дебатираме и да дискутираме на оваа тема. Уставни измени под овие услови и под бугарски диктат се невозможни. Христијан Мицковски ќе ја заврши својата политичка кариера ако само еден пратеник на опозицијата гласа за промена на уставот, без прифаќање на барањата на ВМРО ДПМН. Според Мицковски, далеку од реалноста се зборовите на министерот за надворешни работи Бујар Османи, дека постоеле пратеници од опозицијата кои би гласале за уставните измени. Имам 100% доверба во пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата, во сите оние 44 кои што се опроменат. Впрочем, пред точно една година реков, пројде ли ова, ја заминувам од политиката. Има ли нешто од нивна страна да кажат, они ви велат, ако не поминува, ние ќе станеме да крадеме уште некој месец. А ја викам, еден да помине, јас си заминувам, така. А они викаат, и да не поминува, ќе крадеме уште некој месец доека можеме. Ете, тоа е разликата помеѓу тие и ВМРО ДПМН. Мицковски порача дека ВМРО ДПМН овој бугарски диктат нема да го поддржи ниту сега, ниту во иднина. Кога ќе ја предвидат централната власт, нема начин тоа да се промени ако на маса не се видат европските вредности од страна на Бугарија и гаранциите кои опозицијата ги бара за евроинтегративниот пат на државава. Не е одлука на Христијан Мицковски, па сега рекох Христијан Мицковски, ова е одлука на ВМРО ДПМН, ова е одлука на структурите на партијата и ова е одлука на 85% од народот. Тие приказки европски иднина и така натаму не проаѓа веќе. Повеќе од 3 децени сменивме име, сменивме знаме, де факто направија бинационална држава. 3 пати менуваме устав и секогаш само уште ова. Не може. Не може више. Или ќе биде како што треба, или толку е. Доста е. Опозицијскиот лидер кажа дека овој став на партијата бил кажен на сите средби со меѓународните партнери. Потенцираше дека нема ништо конспиративно ниту тајно. Ставот на ВМРО ДПМН е поврзан со бугарскиот диктат и така наречениот процес на уставни измени е јасен и тоа е непроменет. Го проследивме прилогот, почитувани гледачи, од информативна програма, подготвен од колегата Матеа Петровски и веќе се отворени телефонските линии. Уставните измени се невозможна мисија, односно нашата утринска тема е Мицковски ќе се повлече од политиката ако само еден пратеник од опозицијата ги поддржи уставните измени. Јас мислам дека веќе го имаме и првиот гледач на линија. Добро утро. Добро утро, убав ден. Убав ден и на вас. Повелете, во програма сте. Благодарам. Вака. Прво, јас не се слагам Мицковски со неговиот дека он треба да даде оставка. Прво треба он да биде само лидер, да ги слуша сите пратеници кои се под него раководство, но не и да поднесува оставка, со тоа фактички го ускратува правото на сите пратеници кои што се дел од неговата политичка заедница
да не може да размислува собствено, лично и онака како што сматра дека треба да одлучува. Затоа што тие сите некогаш бевне во соедно партиско мислење, како каже лидер, тако мора ја да кажем. Меѓутоа, одека треба да се остави на совеста на пратениците, на членовите, да размислува со своја глава. Ако стварно нешто не е во ред, треба да го поддржа сите, но за тоа да има дискусија, да има разбирање, но не и онака како што он размислува. За мене ми се чини дека треба да се остави самиот пратеник, самиот член на партијата да каже господине председателе, со ова се слагаме, со ова не се слагаме и треба да донесеме ваква или онаква одлука. Али не сега ако и еден не сака или сака да гласа спротивно од мислењето на лидерот, мислам не е тоа во ред. Нешто не е во ред и во самата партија изгледа и затоа ми се чини дека треба во сите партии да се остават членовите да размислуваат сами и затоа што тие се сепак возрастни луѓе, сепак тие се што се вика меѓу најстручно образованите и нивното мислење треба да биде секогаш под број 1. Благодарам, поздрав. Ви благодарам и вам за вашето утринско јавување. Ви благодарам за тоа што го споделивте и вашето мислење заедно со нас. Добро утро за следниот гледач. Ало, добро утро. Добро утро, повелете во програма сте. Видете, ја не знам, Мицкоски во право е со тоа што народот во Македонија не е за овие уставни промени. Ја не знам ова владава, особено министерот за надворешни работи, што владава, што запнала прво уставните промени на секој чекор да го скрени вниманието на народот. Има важни работи за решавање. Владава, немаме здравство, немаме економија, немаме земјоделие, немаме образование, здравство. Тие важни работи да се средат. Ја не знам, уставни промени. Како наопаку работат, па нека го остават тој проблем најдокрај. Ако влезе. И Мицкоски убаво кажа, кој ќе влеземе во Европска Унија, истиот ден ќе го смени, ќе ги ставиме бугарите во уставот. Ќе направиме уставни промени, истиот ден. Дури Османи кажа, судските реформи, кои ќе влеземе, вика, во Европска Унија, тога ќе ги можеме да ги средиме, да го средиме судството. Може уште по 15-20 години нема да влеземе во Европска Унија и до тога судството да биде вакво за никаде. Ја не знам, и Ковачевски беше во Берлин и таму му кажа уставни промени што треба, Бундестагот решил ова, она, што запнала Германија под наредба на поголема сила, што запнала толку за уставните промени во Македонија. Нека кажи како да ги подобриме овие преходни проблеми што ги имаме, а не и тие уставни промени. Дури беше и председателот на Германија, што нема овластување многу во Германија. Дури и министерката за надворешни работи на овдеки, уставните промени. Па ова влада, ако не е способна овие проблеми преходни да ги реши, што запнала за уставните промени? Ја не знам стварно, гледа ли народот во ваква Европска Унија, дека неće да иде. Македонскиот народ е, како да кажам, многу притиснат. Во Македонија Ковачевски не владее Дуи. Тоа е проблемот. И таму владее и корупција, да се реши и корупцијата. Ја искрадија државава и сака уставни промени. Стварно невидено нешто. Па ова влада, ако не е способна, особено, ја ги обвинувам и пратениците од СДС, кои гласаа за ова влада на Дуи. Па не знам јас, ти македонци ли се или кај ќе му живеат нивните деца, во Македонија или во некоја друга држава осиромашена?
Ви благодарам за вашето јавување. Времето од 3 минути веќе истече. Да му дадеме предности да им дадеме предности на следните гледачи. Добро утро. Добро утро, секое утро. Секое утро, добро утро и за вас. Денешната наша утринска тема Мицкоски ќе се повлече од политиката ако само еден пратеник од опозицијата гласа за уставните измени. Вашето размислување, повелете и вашите 3 минути. Јас сам однапред, како и секогаш, да ги поздравам сите македонци во диаспората и сите македонци во Егејскиот, Пиринскиот и Преспанскиот дел на Република Македонија. И ние се приклучуваме кон вашиот поздрав. Благодарам. Мицкоски ќе се повлече. Мицкоски не треба да се повлече. Зошто? Од кои причини? Јас мислам дека сепак, кога е тој сигурен во своето членство, во своите лидери во парламентот, тогаш ни дава една сигурност дека оваа власт сигурно ќе падне. Што значи тоа? ВМРО ДПМН како и секогаш е најголема политичка партија и Мицкоски да сака нешто да направи, не само Мицкоски, него и сите тие во парламент членови, не би смееле, значи повторувам, не би смееле затоа што 80% од народот, како што вели, е позади ВМРО. Членството е големо, младината е голема, поддржувачите се големи, така да многу ќе ги разочараат овој народ македонски и едноставно, ако се случи уште едно предавство, како што беше претходното за името, тогаш јас мислам дека ВМРО ДПМН како партија нема да постои. Народот ќе биде толку разочаран што ќе се повлече и нема да ги поддржува. Затоа уште еднаш сигурна сум дека ВМРО ДПМН нема да го предаде овој пат македонскиот народ и нивните симпатизери и поддржувачи, затоа што ги повикувам сите во парламент да го обелат образот на ВМРО ДПМН, затоа што претходните што гласаа за измена на името беа обични предавници. Сметам дека сигурно сега нема да има пак предавници. Фала, многу пријатно. Ви благодарам и јас вам за вашето јавување и за вашето размислување. Ви благодарам за тоа што споделивте со нас. Добро утро. Веднаш му велам на следниот гледач. Добро утро. Поздрав за вас. Поздрав голем и до вас. Повелете. И за гледачите и екипата. Благодарам од целото име, од името на целата екипа. Повелете. Ако некој пратеник гласа за уставните промени, Мицкоски ќе дал оставка. Голема работа, нема сонце да огрее. Нема политичари други во ВМРО ДПМН. Има и тоа уште како подобри од Мицкоски. Повредни, почесни и веќе што ја сакат Македонија од Мицкоски. Мицкоски профитер е, знаеш, овие електраните колкава пара зима од наша потта на граѓаните на Македонија. Голема работа коди. Најубаво е да размислат заедно сите пратеници, сите 120, да се договарат точно за што треба да гласат, дали за или против, да бидат единствени и да оди Македонија напред. А не вака ултиматум и демократија. Не е тоа демократија тоа. Тоа да бе се вика ДПМН, Демократска партија за Македонско национално единство. Не е Демократска партија тоа. Да наредува председателот или лидерот на партијата како да биде. Тоа му е грешка на Мицкоски и ги поздравам сите членови на ВМРО ДПМН, храбри да бидат паметни, одлучни и да се договарат заедно со колегите од другите партии. Поздрав и се него. Поздрав и до вас. Тоа беше вашето размислување. Ви благодарам што го споделивте заедно со нас и со нашите гледачи. Веднаш велам добро утро за следниот гледач. Добро утро. Добро утро. Повелете во програма сте. Околе темата. Мицкоски ќе се поднесе оставка ако има некој од пратениците предавници. Ја мислам дека нема да има. Предавниците се Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, што се продават на западот за пари. Пратениците на ВМРО ДПМН толкова сврсти у себе, они са македонци, не са предавници.
2018 година под притисок, пушијање од притвор, тај закон за промена на името, А тај првиот што беше, што се јавуваше од Охрид, тај многу зборе, тај е предавник, не е македонец, тај е комуњар Вуковските. Толку пријатно ваде да имате. Пријатно, ви благодарам за вашето јавување. Јас само ќе потсетам дека во изјавата која што заедно ја проследивме од господинот Мицковски, кажа дека променивме име, променивме знаме, 3 пати отваравме устав и дека веќе доста е. Ајде да го слушнеме и размислувањето на следниот гледач. Добро утро. Добро утро. Повелете во програма сте. Голем поздрав до Алфа телевизија. Поздрав до водителката, која одлично ја води емисијата. Ви благодарам многу за поздравот. Еве, веднаш ве поздравувам и јас од моје име и од името на сите присутни ова утро. Повелете. Однос на темата, јас потполно се сложувам со господинот Мицковски, потполно се сложувам со сите македонци што си е сакат државата и што сакаат да не се чепка уставот. Меѓутоа, предавници, почитувани слушатели, имало и ке има. Јас цврсто сум убеден дека Македонија ќе чекори понатаму, како и да било. Меѓутоа, ова со уставот, јас мислам дека парата ќе одлучи, ќе му дајат на некој пратеник од опозицијата врештет пари, ќе му го свртат умот и Македонија ќе си остани со промена на уставот. Мене ми е многу жал што имаме такви луѓе во Македонија, ама тоа е то. Фала ви многу што ме саслушавте. Од срце ви пожелувам све најдобро на сите македонци во целиот свет и да живи Македонија, да живи македонците, све најдобро, среќен, убав ден. Ви благодарам. Убав ден и на вас. Добро утро на следниот гледач. Добро утро. Повелете во програма сте. Поздрав до вас и до почитуваната Алфа телевизија. Поздрав и до вас. Во врска со темата, видите, јас покрај изјавата на Мицковски приметив уште една изјава на Мицковски, која кај што вели дека Македонија де факто е бинационална држава. Па сега таа оставка од Мицковски е храбар чин. Јас сигурен сум дека Мицковски е во право кога е уверен во своите пратеници. Јас лично не сум да се разговара сега околу уставот. Значи, сигурен сум дека Мицковски е во право кога е уверен во своите пратеници. Но, може би Мицковски верува дека тезата на Бранко Црвенковски, а тоа е дека народот е во право и кога греши, можно е да се обистини таа теза или е обистинета и на основа на таа сака да ја фати Европа на кондиција или на некои европски вредности од 21. век, но Европа е старата блудница, мислам дека нема да ја фати, да му успее тоа на Мицковски, за да протне некои своји тези со празнини од историското ВМРО. Значи, може само да биде бродот Македонија да го усмери по водите по кои пловел и бродот Титаник. Нема потреба да даде тој оставка. Толку, благодарам. Ви благодарам и јас вас за вашето јавување и за вашето размислување. Ве оставам вас да си зборувате на оваа тема. Еве, имаме простор, имаме се уште време. Добро утро за следниот гледач. Добро утро на сите македонци во Македонија и надвор од Македонија. Посебно го нагласувам денес денот, народот кога треба да биде сплотен
И прво што направив, го закачив сонцето од Вергина на мојот прозор. Зашто го направив тоа? Не затоа што сум патриот, него затоа што сум македонка. Држам до тоа дека моите наследници треба да бидат македонци, не да се мелезат со други раси и вери. Затоа што дефинитивно сега имаме една хипокризија која што не може да се надмине така наидно. Влеговме во едно дно во кое што повеќе е помрачина него што има светлина. Мицковски... Убаво кажавте, убаво кажавте. Мицковски некако шарлатанска изјава даде. За мене не држи вода, затоа што Мицковски е еден човек во ВМРО, а не знам колку им е членството, можда е 100.000, 20.000, не знам тоа точно. Значи, треба сите да бидат на една позиција. Они имат меѓу себе и фракција, која што се појави пред 5-6 години, и ако не е исклучија од членството, има фракција, една што се појави, а можда има и уште неколку што се разликуваат во ставовите. И ја искрено, веќе кажам, разочарана сум од непревземање на било каков чекор од страна на ВМРО, начело со Мицковски. Требаше да дојде некој човек што ќе го подигне народот, како што го повика Мицковски пред 6 години пред владата, кога имаше преку 100.000 граѓани собрано. Дефинитивно народот тогаш беше посплотен и повеќе имаше надеж дека нешто може да се направи. Мицковски не покажа членовите од парламентот дека се за народот. Прво со покачувањето на 80% плати. Тие не ги вратија платите, тие не ги дадоа во некои хуманитарни, да рекам, кујни да направат, па ние имаме сега во Скопје преку 100 души или 1000 души кои што се гладни, шетаат по улици, спијат на клупи и тие си ги зедоа парите и со тоа ги чувствувам како први предавници. Второ, треба да поработат во собранието на сплотување на СДС и ВМРО членовите што се и да ги препрашат овие што се од албанскиот дел на партии, дали тие ја сакат доволно Македонија или ја сакат повеќе голема Албанија, затоа што нивните потези и во владата и во парламентот дефинитивно работат на идејата на голема Албанија и секогаш наоѓаат нешто заедничко да се сплотат кога е кризен момент. Посакувам се најубаво на мојот македонски народ и ајде народе помислете малку за себе и за иднината на нашите вечиња, кои што треба да бидат македонци, не за тоа што јас сакам, него за тоа што така Бог определил. Ви благодарам за вашето јавување. Времето од 3 минути ваше измина. Ви благодарам за тоа што секогаш навистина убаво кажувате, убаво почнавте и убаво завршивте. Голем поздрав до вас. Добро утро до следниот гледач. Ало, добро утро. Добро утро, повелете. Ве поздравува гледач од Кратово. Поздрав голем и од нас до вас. Благодарам. Сега, мислам дека изјавата на Мицковски е од неискуство. Зошто го велам од неискуство? Од неискуство затоа што можеби Мицковски ги познава пратениците, меѓутоа тој не ја познава УДБА. Зошто го велам ова? Па ние сме можеби последна држава па во Европа и на Балканот каде што вира и УДБА. Едноставно вира и УДБА нити има во Албанија, нити има па во Србија, нити никаде, меѓутоа кај нас постои. Тој не ги знае методите на УДБА. Па еве тие сега почнаа да апсат, почнаа да отвараат некои кривични пријави пред 10-15 години да ги активираат. Зошто е тоа? Се знае. Нема играчка со нив, председателе Мицковски. Нема играчка со нив. Едноставно треба да се страшно да се поведат на изборите и тоа треба еден затвор од Кратово до Скопје да се направи и тоа се тамо да се набие. Убаво каже еден човек пред мене, ја обично немам намера да ги дискутирам, да коментирам за дискутантите, меѓутоа
Зарем најважно е внесување на бугарите во уставот. Убаво кажа човекот. Па ние немаме ниту една и здрава институција. Ние нити имаме здравство, што кажа човекот, нити имаме образование, па нити имаме економија. Меѓутоа, еве, тоа е западна агенда, што ние овде па нашите вазали па ја поддржуваат, па не гледајќи ги последиците па за нас како нација, како македонци. Жалосно ќе биде за моите внуци. Јас еднаш ја кажам, пак ја повторам, има една многу убава поговорка. Поговорката е, може малку ќе звучи чудно, но индијанска па на племето Апачи. Па вели вака, земјата не ја наследуваме од дедовците. Земјата ја позајмуваме од внуците. Мислам дека ќе ме сватат и слушателите. Многу убаво кажано. Ова го велам од аспект на тоа што бугарите не ја кријат аспирацијата кон нас македонците и кон државата Македонија. Тие признаваат Македонија, но македонци не. Нити признаваат наша историја, па тие ни ја украдува фолклорот. Сите наши песни ги препеа и се измислија хора. Оро се измислија нивно. Замислете, Васка Илиева бугарка. Ви благодарам за вашето јавување и вие бевте последен гледач од овој дел. Време е сега за вестите во 7:30 часот и веднаш потоа си продолжуваме повторно со оваа прва утринска тема. Ајде сите заедно да ги проследиме вестите во 7:30. По утринските вести во 7 часот и 30 минути си се враќаме повторно во студиото на Алфа телевизија, од каде што се разбира продолжуваме со нашата и ваша утринска програма Добро утро секој утро. Сега на ред е вклучување во Автомотосојузот на Македонија. Од режија ќе ми кажат дали веќе имаме воспоставено контакт со некого од Автомотосојузот на Македонија да ни каже ова утро каква е состојбата на патиштата низ нашата држава. Режија, дали може би имаме веќе воспоставено контакт со Автомотосојуз? Радмила Попадич ние веќе на линија од Автомотосојузот на Македонија. Добро утро. Добро утро. Повелете со вашиот утрински извештај. Според последните информации со кои располага АМСМ, сообраќајот на државните патишта се одвива непричано по суви коловози. Но и покрај тоа ќе препорачаме прилагодена брзина на движење, почитување на поставината сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата, особено на оние патишта кои минуваат низ котлините, речните долини и клисурите, каде што е зголемена можноста за појава од одрани. Зголемена внимателност ќе препорачаме и на оние патни правци каде што веќе подолг период се изведуваат градежни активности. За денеска е најавено асфалтирање на патниот правец делницата Велес-Градско, каде што до 8 јули во период од 8 до 18 часот ќе биде затворен за сообраќај. Што се однесува до интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини, тој моментално е умерен и на граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и за излез од државата. Ова би било накратко се од АМСМ. На сите оние кои ќе патуваат им посакуваме среќен пат. Радмила, ви благодарам за вашиот утрински извештај. Исто така и ние се приклучуваме кон вашиот поздрав, да ги поздравиме сите оние и да им посакаме среќен пат на сите оние кои што ова утро патуваат и планираат да заминат на својата посакувана дестинација. Сега продолжуваме повторно со она наша прва утринска тема, за која што говоревме пред вестите во 7:30 часот. Јас само ќе ве потсетам дека нашата тема е Мицковски ќе се повлече од политиката ако само еден пратеник од опозицијата ги поддржи уставните измени. Го очекувам вашето размислување на оваа тема. Добро утро, доколку веќе имаме гледач на линија. Ало, добро утро. Добро ви утро, повелете со вашето размислување. Поздрав од село на живо, поздрав до телевизија Алфа, поздрав до Уистелката и за сите гледачи на ваша и наша телевизија. Голем поздрав и до вас. Повелете. Видите што е, да ви кажам право,
Mickovski tvrdi дека нема никој да гласа, него ние сме народот македонски сме расипани. За пара, ако треба и фамилијата ќе ја дадеме. Им дадат овие сега, затоа го склопија договор за патишта, што се 8 милиона евра за 8 пратеника по милион евра. Милион евра се пари, бре. Кога ќе ги заработи? Цела фамилија додека е жива, потекно не може да заработи милион евра. Само така на ваков начин. И ја мислам дека ќе се направат уставните измени, што ќе подкупат пратеници како што направија за преспанскиот договор. Ја мислам дека и тоа ќе го направат. Исто ќе го направат сега со овие уставните измени. Овие се моćни. Видите што направија сега. Го открија Мерку, градоначалникот на Струга. Тоа се е политика. Па после 10 години за овие што ги сега затвораат, и пазите што работат. Све у петок ги затвораат. Ова нешто го нема, вакво владење нема во светот. Во најкриминалните држави вакво владење нема. Ова е цел донесена, ова влада е донесена да се Македонија е поделена 2013 година. Да се уништи. Македонија е била јака држава. Пазите, македонскиот народ бил меѓу 5 народа во светот. 5 народа, пазете. И затоа сакаат да го уништат. Сега овие на политички начин, Заев беше школуван во Америка. Еве да ви кажам конкретен пример, ова на ЛДП, што ставија председателка. Таа пред да дојде пред председател, месец дена беше во Америка на обука. И ова е сето Америка и Западот. Ова да се уништи македонскиот народ. И сега на политички начин да не уништат. Ако внесеме бугарите од Македонија, веќе нема ништо. Овдека се работи, ова е катастрофа што работи. Верујте ми, воопште во државата ништо не ни функционира. Земете ни здравство, ни школство, ништо немаме. Ова држава е веќе пропадната држава. Ова држава веќе на дното е. Ја мислам дека веќе идеме и под дното на ова е катастрофа што работи. Верујте, дури не ми се ни јаво и да дискутирам што сум така вознемирен и ова е срамота што работи. Биете ми поздравени, фала на стапен за време, пријатно. Ви благодарам за вашето јавување, ве слушам сите со внимание. Ве слушав и вас и навистина многу тажно звучи кога кажавте дека Македонија е пропадната држава, барем мене така тажно ми зазвучи. Добро утро, му велам веднаш на следниот гледач. Добро утро. Добро утро, баба Роска. Добро утро, ме представите. Па ме познав. Вие сум позната. Па, позната сте ми, еве, иако сум... одма на темата. Да, ајде, баба Роска, повелете. Го поздравувам Мицковски и нека го повлече тој збор. Не сме да откажува. Јас секогаш кажам на пообичен начин. Во една фамилија, ако се деси нешто непријатно, и одма бегај кај мајка ми, например, домакинката, или пак детето стргнало на лоша работа и ти одма откажи од него. Не може тоа така. Мора да се трудиш да го исправиш тоа. И тие што ќе преминат да се казнат и више да ги нема у власта. Околу тоа да кажам толку. Ај сега да кажам за ова. Како може власта 5 години да владее, а то прв да му текна за спомениците. Па зашто у почеток на годините не го направија тоа, ама сега ни дојде вручо, да не си изразам на што, и дајте вниманието на народот да го превртиме, па спомениците не ги однесоа луѓето дома, спомениците се убаво да станат, дојдат со странство, па да станат, па се сликат. Еве, мене ми се десило пред обвинителство судот, идам преко мостот, од Бугарија дојде ми 20 млади, се сликат. И јас застанав си ми се сликам, па тоа е гордост за овие споменици. Што е ова сега? Ни текна да ги покријат нивните траги и дајте збориме за други. Па тоа е срамота, кај нас сликат вака. Сите бојни са бојадисани, оше боровата ни што е не бојадисала. Све свршиме, се седиме, още бугарите да ги внесеме уставот, све е завршено. Па вај влада има ли мозок, бе, малку од малку да размисли. Дали
Све е уред, па за да водеме рачун за бугарите. Дајде средеме све, па бугарите на краја да ги ставиме. Па нека не внесат они тамо македонците, па и ние ќе ги внесеме нив. Како во они уценуват, а наши ве, они дај ние на, они дај ние на. Па до кој степен викат дека пропадна, не пропадна, туку жив песок ве внесла. Па до кога ово ќе се издржи бре луѓе, а бре старете бре цела Македонија на ноги бре. Ова да се истера од владата, ово е неиздржливо веќе. Па не искинаа живците бре, не оболаа веќе луѓето, па многу се нервират. Јас со сила кој ќе заврши емисијата, па преам, како не е нормална. Немојте, баба Роска, да ни се нервирате, продолжете да си пеете. Еве, ние тука ги сме отворени само вака да си правиме муабет, да веруваме дека можеби сите овие наши дискусии, наши апели ке стаса до тамо до каде што се наменети. Му велам веднаш, ви благодарам што ни се јавивте и ова утро, впрочем како и секое утро што ни се јавувате. Добро утро велам веднаш за следниот гледач. Добро утро. Добро ви утро, повелете. Немав намера да се јавувам, меѓутоа ме потегна госпоѓа Виолета со знамето од Кутлиш. Меѓутоа, моето знаме секој ден виси пред врата. Да го гледаат и сите што поминуваат по улицата. А особено комшиите албанци што ми се. Ке кажам вака. Човекот со сите доблести и со сите мани е едно многу силно и многу слабо суштество. Како владее оваа власт? Ајде сетете се, како дојдоа? Со насилство? Со притисоци? Така и сега ќе прават. Бидејќи не знаеме ние колку луѓе од Мосад и од ЦИА работат за владата, за спинови, за притисоци, за методи како да се дојде до 80 пратеници. Да се сетиме, госпоѓа Каракамишева од студенти беше затворена во нејзиниот кабинет на факултет со насилство. Уште нешто ќе кажам. Мојот внук беше 5-то оделение. Ученик и кажува на наставничке, ако не кажувате од сега натаму Северна Република Македонија, ќе ве кажеме кај директорот. Значи, како дојдоа на власт со притисок, колку гласови има, така и сега ќе прават. Само да не дозволуваат луѓето, пратениците од ВМРО ДПМНЕ, сам по сам да се стекнат во канцеларија, па да ги затворат, па да ги натефаат. Во живо ги гледав снимките кога беше за 27 април. Тој бодигардот го мачкаше заед на челото као може да е повреден со крв. Уште нешто ќе кажам. Притисоци, притисоци, притисоци. Моите комшии се школуваа, станаа богаташи, што секој ден им доаѓаше човек од социјална служба за социјална помош. Добиваа овакво стипендии. На мој грб, на татко ми што одвојувал, тие станаа луѓе, никој не работеше. Завршија факултети, отидоа да му служат на Косово. Голема Албанија е во главата дека 130 и колку години, не знам, и се уште е. Само тие што прават гледаме. Што правиме ние македонците за Македонија? Ке го цитирам Џон Кенеди, бидејќи ми е генерација. И мислам по мене, еден од добрите председатели во Америка, бидејќи ја сопра војната во Виетнам. Што правиш ти за државата? Дајте луѓе, и баба Роска и госпоѓа Роска, нека не вика станете луѓе. Ви благодарам за вашето јавување. 3 минути веќе ви измина. Сега веднаш велам добро утро за следниот гледач.
Добро утро, драга наша Иренче, драга наша Македонко, драга наша убавино. Радост и гордост на нас кои сме во диаспората. Добро ви утро, ви благодарам многу за убавите зборови. Голем поздрав од мене и од сите вработени од Алфа телевизија до сите вас кои што не следите од диаспората. Повелете? Ма вие сте ни, како да ви речам, радоста и гордоста телевизија Алфа. Пред фактички последниот пат реков нешто за мојата пријателка Славица, ма лошо бев разбран. Немам лоша идеја против својот народ, поготово против Алфа, Бог да чува. Тоа е што можам да се радувам, да си ја искажам маката, ама еднаш треба да застанеме здраво на своите нози и да си го бранеме оно што ни, па не напаѓаме никого, се ни припаѓа на нас. Тоа ни е татковината, тоа ни е еднината. Па зошто бре да не си го штитиш и бранеш оно што ти припаѓа на тебе и утре внуци, убаво рече Господјата, внучиња, дечиња, на што ке се гордеат. Доста беше од егејскиот дел што ги македонците истера, распрскаа ги по светот, а веровали или не, најголемите донатори се тие. Да не зборе никој. Јас сум слушал во емисиите овакви како денеска, леле како ги напаѓат, како се понасаме. Луѓе, застанете онака на свој нози со своја свест, дека ние сме сите македонци. Епа, не можеме да бидеме сите директори, шефови, драматори, што ја знам. Некој мора да работиме, да ствараме за државата, за иднината, а не да дозволуваме некој да ни ја продава, да вечно се прави така. Кој е тој Заев, бреки, и дотераги така на колена, ќе паднете пред мене, има да ме молиш. Кој е тој човек? Што си дозволишме до толку и уште го тоа бајат они дека можат ова, све направиле останатите, крадат, плячкат, а тие со криминалот и корупцијата продолжија за злото на нашиот македонски народ. Луѓе, не се давајте, зборењето е едно, зборот е зборот, ама треба дела. Према тоа не сум за господинот Мицковски да си даде отказ, оти може да се појават таквите, лако ми за туѓу што него е заработила од еднаш да му даде некоја пара, оти такви зборови имаше поодамна, а бре ние се продадоме за 50 евра. Па сега да е дете у реду ствар, ама се е возрастни луѓе. Тие гласаат. А јас да ве поздравам и да оставам место на други луѓе кои сакат да се јават, да ми видите живи и здрави, да се прекрстам, фала ти Боже што постоje Алфа телевизија, што коректни аналитичари и новинари постојат и напред не се давајте и мораме заедно да си ја спасаме државата. Ама со добри мисли и напред со Мекеновски во Охрид. Ви благодарам многу, господине, за вашето јавување. Ви благодарам за убавите зборови, што ги кажавте еве и за нас, за сите новинари од нашата телевизиска куќа. Ви посакувам убав ден и ви посакувам пред се многу здравје. Ве очекуваме повторно во нашата емисија да се јавите. Знаете дека секој утро сме отворени и ги отвораме нашите линии за вашите размислувања. Веднаш велам добро утро за следниот гледач. Добро утро, Македонија. Добро ви утро, Тале. Жално е што во наша Македонија сме под окупација, живееме, нали, сурово измачувани, уценувани, бришени како македонци и сега ова, значи, власт и претходно, нали, кога со тешки фашистички методи уценија 8 пратеници со помош на ЦИА. Значи беше кажано по вакви емисии или по телевизии, по други емисии дебатни дека ЦИА или бејли пред овај американскиот амбасадор дека тие осумнина на фашистички начин со часови ги држале, не знам, по канцеларии или по затвори ги држале сурово уценувани, одзакани во притвор во најсурови услови.
само да ги уценат, да ги правеат терор фашистички, само да прифатат уцена и да гласат за менување на нашето македонско свето име Македонија. Значи тој Бејли нема право никако да се меша во наша Македонија или сегашна ова американска амбасадорка. Но тие не баре сме ние под окупација на таа Америка фашистичка, ни се мешамо во се. Ако памтите, тој Бејли одеше и во Свејо кај танели криминална Катица Јанева и кај тие други криминалци во Свејо кои си земаја сами за себе по 3000 евра плата, а ништо не сработија и плюс како ови сегашниот ДСД-ски уставен суд тие криминални суди се доделија по 100.000 евра за себе надокнада, оти наводно имале многу одговорна работа. Видовме дека се криминалци од криминални семејства во комунизмот, татковци, мајки и биле и директори на фабрики што ограбувале и суди биле од Ленче Ристевска, од тој Гаврил Бубевски, од Катица Јанева, татко и судија, криминалец, и од такви криминалци суди во Титово време Југославија, воспитале такви исти криминалци во Сејо, Ленче Ристевска, па ќе кажем Гаврил Бубевски и таму другите. За себе 100.000 евра. Затоа велам дека и сега оваа власт продолжува со фашистички методи за да изврши Македонија, македонска сила Македонија. Затоа треба како народ да се воздигнеме и да спречиме било кој фашистички метод на нова терористичка антимакедонска власт ДУИ СДС. Да мислите, тие од ДУИ терористи во 2001 година се дигнаа наводно биле увесправени, а имаа максимални права тогаш. Че тогаш беа терористи и убици за некои си нивни албански права, човекови права во наводници. А сега тие исти терористи од ДУИ бришат се македонско. Тоа е фашизам од тие од ДУИ кон нас македонците. Ви благодарам, Тале, за вашето јавување. Ви посакувам убав ден. Вашето време од 3 минути измина. Добро утро, велам веднаш на следниот гледач. Добро утро, секој утро. Добро утро, повелете. Вака. Изјава од Мицкоски мене не ми се допаѓа. Тој да кажи сите да отидат во предавници, да отидат сите до еден пратениците, јас не се откажувам од партијата, не ќе напуштам партијата. Не, има да се бориш, брат, сам. Ова, не знам во која земја го има. Тие што се предавници и претходното гласање што беше за името, еве ги излагаат сега, Господ ги казнува, ганка е, ќе се ганкосат сега. Задутре овај Муковски ќе излези. Сите тие ќе плаќат. Зато овие што се пратенициве од ВМРО, нека не размислува никој на такво предавство. Зошто? Или Господ, или фамилијата нивна ќе ги казни. Тоа нема мрдање. Дали денеска, дали утре, дали по 5, по 10 и по 20 години, казната ќе им стигни. Ти на народ, на држава, на свој народ да му правиш ваква штета, да го понижуваш, да го продаваш како стока на пазар, да се продава. Па то казната мора ти стигни. Место, овие сега се на сцена од СДС да станат македонци, државници, тие да се предадат на другава страна, да ја заштитат државава, а не Мицкоски да страхува одавдека да не избега некој предавник. Ние јавувачите што сме слушателите, гледачите што, ние меѓу нас има да речам, никакви. Еве да ги кажам, никакви сме. Меѓу нас. Ние не ја сакаме државата. Зборуваме на некоја страна, завземаме страна. Се додворуваме до бугарите да дојдат да не казат. Цела Европа не гази. Стално зборувам. Како не се најде една од државите да застанеше зад Македонија да речеше: слушај, цела Европа е против вас и Америка, јас сум за вас, да не менјате име, да не менјате устав. Европскиве. Сите трчат како кучиња по нас да не изедат скроз.
Па не ви е свесен овој народ што ни се случува? Зошто тоа го прават? Не ви е свесен? Да размисли, чекај, има нешто овие што ни го прават. Бугарите. По бугарите уште сега види што почнуваат да прават што не се внесени, а од кој ќе влезат, крајни ќе си не најдат. Нека мислат на деца, на внуци утре кај ќе живеат. Ви благодарам за вашето јавување и мислам дека имаме време уште за еден гледач да вклучиме во програма. Ова ќе биде и последниот гледач за оваа тема. Добро утро. Ало, добро утро. Повелете, во програма сте. Видете, ајде да престанеме да филозофираме многу и да се правиме патриоти под Јорган Планина. И да солиме памет, да ви кажам право. Него да ги погледнеме работите реално, преку бројки. Ние можеме да си натиме, ако сакате, уште 100 години. Меѓутоа, дали бројките работат за тој инат? И што ќе докажеме? Лесно ни е на нас, пензионерите, кои сме се обезбедиле и со имоти, и со пензии, и со пари, да продаваме филозофирање и патриотизам. Лесно ни е. Верувате дека е лесно. Зошто е лесно? Затоа што јас не го осеќам тоа што го осеќаат сегашните генерации. Дека ние сме живееле во едно време кога цело време сме викале ура и сме чекале некој да ни даде на први плата без да прашаме до каде и каква е состојбата, како сега што се интересираме за состојбата и за цените, ни било све рамно. И сега одеднаш стануваме толку големи патриоти, а кога требаше да бидеме патриоти, нигдека не немаше. Луѓе, ние, реков, можеме уште 100 години да си натиме. Меѓутоа, у година, сега оваа година имаме 40% помалку првачиња. Ајде да памтиме колку ќе имаме у година. Па наредната година. А имаме програма Трето дете, која сега требаше да ги даде резултатите. Ако беше добра и ако имаше наталитет, таа програма сега требаше да продуцира зголемување наместо намалување на правачињата. 0. Секој ден, тивко, дремеме пред бугарската амбасада во Софија и конзулатите по Македонија и молиме за бугарски пасоши и покрај тоа што е во Европа може да се работи со македонски пасош. Тогаш, што кажувате бе луѓе вие? Кој бе предавник? Дали го отворивте прашањето зошто луѓето повторно продолжуваат трчаат да потпишат дека се бугари и да ги извадат документите од 39-та, од 38 година, како нивните дедовци таму биле некогаш запишани? Кој е предавник, сакам да прашам? Дали го отворивте прашањето колку имаме во парламентот пратеници патриоти што се маваат огради со бугарски пасош? Ајде бе да ме прашам, земете, пуштете го Антонио Милошевски, кога беше случај со таа од Герцелија. На кој јазик Антонио Милошевски збореше, што сега ми глуми лудило дека го штити македонскиот идентитет и јазик за Спаска Митрова, кога даваш интервју. Кажете на кој јазик збореше Антонио Милошевски, на македонски или на бугарски? Како тогаш беше бугарин, да одговара сега е голем македонец? Од таквите кебапи ние си патиме. Од таквите кебапи ги манипулираат како претходникот и како Тале. Што згулуват дека се големи патриоти затоа што ги слушаат тие кебапи. Ви благодарам за вашето јавување. Повторно ќе кажам и ќе ве замолам да не се навредувате еден со друг. Убаво да си дебатираме, убаво да си зборуваме, затоа сме отворени за вас секогаш, секое утро. Меѓутоа ве молам повторно да си го задржиме достоинството, да не се навредуваме меѓу себе, бидејќи темата и идејата на оваа емисија не е тоа. Затоа сме за вас овдека, отвораме теми, ви даваме доволно простор да си го кажете вашето мислење, меѓутоа ве молам сепак да си биде тоа на темата, не дозволуваме и не е убаво на вистина да се навредуваме и да користиме неубави зборови. Почитувани, 8 часот и 5 минути, точно по сценариото, по синопсисот, одиме со првиот прилог за ова утро. Прилогот што следува го подготви колешката Билјана Божиновска, а станува збор за нешто убаво, станува збор за патување, односно за Дубровник. Сега Дубровник ги очекува своите туристи, ги отвара вратите за туристите, меѓутоа има една забрана, односно
имаат поставено и одлучено да ги казнуваат сите оние туристи кои што ќе одат по градот со куфери со тркалча. Зошто е тоа така и колкава ќе биде казната за сите оние кои што ќе носат куфери со тркалца низ улиците по Дубровник, останува да проследиме во наредните 5 минути и прилогот што го подготви колешката Билјана Божиновска. Веднаш потоа продолжуваме и со разговорот за ова утро. Имам информација дека моите гости веќе се пристигнати. Останете заедно со нас. Без разлика дали сте љубител на филмот Игра на тронови или едноставно одите таму поради топлото сонце. Дубровник е омилена туристичка дестинација на многумина од Балканот. Доколку летово одите во овој атрактивен град во соседна Хрватска, размислете за багажот што ќе го понесете со себе. Имено, благодарение на новите правила, на посетителите на стариот град на Дубровник им е забрането да влечат куфери на тркала по неговите кривулести патишта. Тоа значи дека нема да имате друг избор освен да ги носите куфирите во раце. Новата политика ја воведе градоначалникот Мато Франковиќ, кој вели дека тоа е обид за сузбивање на бучавата, откако локалното население се пожалило дека се будат навечер од звукот на патниците кои удираат со куфирите по камените улици. А оние кои ќе бидат фатени како ги влечат куферите на тркалца, би можеле да се соочат со прилично високи казни од 265 евра. Всушност, според градоначалникот, овие правила се само почеток. Од ноември, локалната самоуправа планира да го реши проблемот со куферите во Дубровник на долг рок, со воведување на систем според кој торбите ќе се депонираат надвор од градот и со курир ќе се транспортираат до последната локација, односно до сместувањето на туристите. Звучи елегантно и потенцијално, но ќе биде прилично скапо. Но додека тие планови не се остварат, се чини дека нема друг начин за оние кои што ќе сакаат летово да го посетат Дубровник, од тоа да си понесат торба која што ќе може да ја носат в раце. Исто така, се повикуваат туристите да не ги шетаат домашните миленици без поводник, да не се качуваат по споменици или да не шетаат без кошула за да покажат почит кон градот. Се враќаме повторно во студиото на Алфа телевизија и време за првиот разговор и единствен за ова утро. А Македонија треба да биде навистина горда на нашите млади математичари, бидејќи навистина каде и да одат освојуваат навистина преубави и одлични резултати. Ова утро заедно со нас имаме млади математичари и професор по математика. Сите тие ни доаѓаат од Сојузот за од Сојузот на математичари на Македонија. Јас веднаш ќе си ги представам. До мене е Петар Филиповски, заменик лидер на македонската репрезентација на јуниорската Балканска математичка олимпијада. Веднаш до професорот е Андрија Младеновиќ, кој што освои бронзен медал на ова олимпијада. И веднаш до Андрија е Ивано Божиновски, кој што се закити со сребрен медал. Меѓутоа, тоа не е се. Ние треба да го споменеме и успехот на Дамјан Давков, кој што освои златен медал. Ова утро не е заедно со нас, ама има оправдана причина за тоа. Меѓутоа, тој не само што освои златен медал, туку и ги имаше максималните поени на оваа олимпијада. Така? Добро утро. Честитки прво, честитки до сите вас. Добро ви утро и добро ни дојдовте во утринската програма. Благодариме за честитките. Дамјан Давков не присуствува поради оправдани причини. Вечер, после полнок, патува на Светска олимпијада за Токио и поради тоа, заради густиот ангажман, одлучи да не дојде, бидејќи е премногу, не од Скопје, премногу е мачно да патува и Сабајли вечер повторно до Скопје. Така е, меѓутоа ќе го поздравиме и ќе зборуваме и за неговиот успех малку подоцна. Тоа е впрочем и единствениот кој што имаше на оваа олимпијада максимални поени. Да, тој беше единствен кој имаше максимален број на поени. Беше прв надпреварувач, победник на олимпијадата, но Дамјан треба да се напомене дека учествуваше по петти пат на ова јуниорската Балканска математичка олимпијада. Тој е единствен во 27 годишната историја кој 5 пати учествувал и единствен кој има 5 медали, 2 сребрени
и 3 златни медали, од кои последните 2, годинешниот и ланскиот, ги освои со максимален број на поени. Сето тоа го прави најуспешен надпреварувач во историјата на ЈБМО. Браво. Браво. Голем успех ова и за вас, дечки. Како ви се вашите впечатоци, да кажеме дека ова јуниорска балканска математичка олимпијада се одржа на 27 јуни во Тирана? Професор сте сепак по математика, така? И какви се вашите впечатоци таму? Сепак навистина носите и големо искуство и не е, значи ова е голем успех и сребрена и бронзана медала. Да, успехот е голем, посебно бидејќи имаме златен медал со максимум број на поени, цела сала му аплаудираше на Дамјан кога му ја доделија наградата. Ке видиме, имаме подготвено инсерти, еве додека си разговараме, јас ќе ја замолам режијата ако може да си ги да проследиме, имаме и фотографии донесено подготвено и инсерти токму од тој аплауз, нели, кој што го зборувавме. Шести бевме екипно во официјална конкуренција, бидејќи на Балканската олимпијада учествуваат ученици од локално Балканот, но има и гостински земји. Од 18 вкупно бевме 9, од 10 официјални бевме на 6-то место. Надпреварот се одржуваше само еден ден? Да, надпреварот беше само во недела, мислам. Да, во недела беше. Ние пристигнавме таму во петок, а заминавме во средата. Значи, време трајањето на решавањето на надпреварот колку беше? Колку имавте време? Еве нека кажат и Андрија и Ивано. 4,5 часа. Добро, колку задачи имавте? Имавме 4,5 часа за да решиме 4 задачи. Од секоја тема на математиката, комбинаторика, теорија на број, алгебра и геометрија. И како беше, тешки беа задачите? Па, да. Колку време се подготвувавте за овој надпревар? Односно за оваа олимпијада? Па, еве, релативно долго време, затоа што јас во текот на целата година се подготвував за овој надпревар, специјално секоја од темите посебно, нели се спремав за секоја од темите посебно. И меѓутоа јас на надпревари нели одам уште од 4-то оделение и ова на некој начин се подготвував за тоа веќе последниве 6 години. Значи си имаш искуство, така? Не ви е нешто ново. Андрија исто така. Ке зборуваме малку подоцна за вашите надпревари. Вие не само по математика, туку учествувате и на надпревари по останатите предмети. Да кажеме дека завршивте 9-то оделение. Вие ќе ми помогнете да кажете во кое училиште завршивте и каде се запишавте? Јас завршив во 11 октомври и планираме да се запишеме двајцата у математичко-информатичка гимназија тука во Скопје. У иста клупа да седиме, да се држиме. Вие сте од исто училиште? Не, јас сум од Ѓорѓија Пулевски. Меѓутоа, да, и двајцата се запишавме во математичко-информатичката гимназија. Сметаме дека таму, нели, најдобро ќе можеме да го продолжиме нашето образование и во сферата на математиката, меѓутоа и во останатите науки. Ке зборуваме малку подоцна за тоа од каде кај вас љубовта кон математиката и колку време е потребно да се вежба барем дневно за да си постои оној континуитет. Сега ќе го вклучиме и професорот да ни кажете, бидејќи вие сте исто така доаѓате од Сојузот на математичари на Македонија, од кога постои Сојузот на математичари на Македонија и која е целта и кои се активностите? Сојузот на математичари на Македонија или скратено СММ постои од средината на минатиот век. Целите се да ја подобрува математиката во Македонија, да организира надпревари, школи, кампови, да ја популаризира математиката преку издавање на научни учебници, стручни литератури. Имаме 2 списанија, едно за основно, едно за средно. За основно се вика Нумерус, за средно е Сигма. Имаме и научно списание, математички билтен. Издаваме стручна литература за надпревари поврзана с таква... Организирате надпревари за основни и за средни училишта. Каков интересот за овие надпревари има ли се пријавуваат ли учениците за математика? Имаме ли ние млади математичари? Да, основно образование на надпреварите започнуваат во 4-то одделение, од 4-то до 9-то. Последнава година имаше околу 4000
ученици Од основно? Да. Браво. Зборуваме за цела Македонија или само за Скопје? Не, за цела Македонија. Тоа се ученици кои одат на општински надпревар. После тоа бројката беше некаде околу 2500 или 3000 на регионалниот, и после тоа од регионален продолжуваат на државен само учениците од 6, 7, 8 и 9, а на македонската, односно јуниорската македонска математичка олимпијада само учениците од 7, 8 и 9 одделение. Додека кај средно, за жал, бројката е... Тука има малку помало интерес, така? Некаде околу 350 до 400 ученици. Зошто е тоа така? Не знам, дали учениците... Дали веќе губат желба да се додат на надпревари или некако како да им се намалува така тој ентузијазам, еве јас имам исто основно образование некако поголем интересот за надпревари, кога ќе преминат во средно, преминуваат во различни училишта, се дружат со нови ученици и некако се намалува интересот, не се навикнати можеби на наставниците кои претходно биле. Еден дел одат, продолжуваат, но онаа маса која одела од 70-80% се намалена бројката. Така. Андрија и Ивано, сега вас да ве прашам, колку покрај тоа што учествувавте на оваа олимпијада, вие имате учествувано и на надпревари, кажавте веќе од 4-то одделение, така? Да. По математика, меѓутоа не е само математика, кој друг предмет е во сферата на вашето интересирање? Јас сум моментално во тимот за програмирање на Европска јуниорска олимпијада и на Балканска јуниорска олимпијада. А исто така, бидејќи нема јуниорска физичка олимпијада, јас ќе одам наредна година на Балканска физичка и тие ми се трите главни предмети: математика, физика и програмирање. Во две од нив, у физика и програмирање сум државен првак, најдобар од 9 одделенците. У математиката сум втор, поради Ивана. Тоа е пред мене. Навистина ми е многу мило и многу ми е кеф што одвојуваме време, еве вака да представуваме млади и надежни деца кои што навистина сте светлина за оваа наша земја. Ивано? Па, иако нели јас имам најдолго искуство надпреварувајќи се во сферата на математиката, јас уште од 4-то одделението се надпреварувам и по природни науки. Секако во 7-то одделение, кога повеќе нели немавме природни науки како предмет, се поделија предметите на биологија, физика и хемија. Јас на сите 3 надпревари учествувам. На државни надпревари имаме од сите 3 предмети прва награда. И сега се надевам дека ќе се пласирам во тимот за меѓународната олимпијада по природни науки, за која што и вчера имавме селекционен надпревар и најверојатно вториот ќе биде во август или во септември. Што ве мотивира да се пријавувате на овие надпревари? Според мене, првата мотивација ми беше дека, еве, во физиката, математиката, програмирањето ќе напишеш нешто и после со тоа што си го напишал можеш да направиш школа, например. Можеш да направиш нешто така интересно и тоа е првото детското кое што ме натера да одам новија надпревари, ама после кога ќе стигнеш до одреден левел, после малце поише бодрењето да бидеш бољи од другиот. Значи, имате мотивација да одите напред и слободно можам да кажам како да сте гладни за нови знаења, така? Сакате да знаете нешто ново и да го примените тоа практично. Професора, нели тоа е уствари суштината на едно образование. Навистина, браво, дечки. Сакав да ве прашам од каде вас љубовта кон математиката и дали е потребно и дали вежбате секој ден математика за да се одржи оној континуитет? Да. Дали сте талентирани математичари, тој професорот малку подоцна ќе ми објасни. Дали е кај вас талентот, дали имате предиспозиции кон математиката или многу повеќе е вежбањето? Па јас сметам дека е комбинација од двете. Со математиката јас се запознав уште од рани години, да кажам, уште пред да тргнам на училиште. Моите родители ме научија нели на основни математички операции, да кажам, основни работи кои што треба секој да ги познава. Меѓутоа, мојот интерес за математиката растеше како што и јас растев, така што најверојатно тие
вештини за решавање проблеми и секако натпреварувачкиот дух се нешто што ме мотивираат да продолжам да се надоградувам и во математиката, но и во останатите научни сфери. Браво, професоре, вие што ќе кажете, бидејќи сте професор, имате искуство, работите со млади деца. Колку е ова што ми го поставив на Ивано и на Андрија, колку е ова важно? Значи, овие две работи, талентот, вежбањето, за еден успех. Битен е прво талентот, но значи треба да ви оди математика, така? Да оди математиката, но мора и да се вежба. Има многу луѓе во светот кои имаат талент, но бидејќи не вежбале, останале на некое ниско ниво. Тие што работат доволно, напредуваат. Еве конкретно ги прашавте колку е време потребно за спремање, за подготовки за Балканијадата. Последните денови, последните 2-3 недели, препорачливо е, бидејќи надпреварот трае 4,5 сати, најмалце во денот 4,5 сати да решаваат секој ден. Дали вие решававте по 4,5 часа секој ден задачи по математика? Не, јас не решавав по 4,5 часа. Ја решавав по 12 часа. По 12, браво! Тоа е како долгорочен процес што треба константно низ цела година неколку часови да се работи и последните месец дена треба да се даде целата сила од тебе. Исто така сакав да надополнам за талентот што го зборевте, што не прашавте. Јас искрено до 8 оделение, како пред 8 оделение, одев на сите тие надпревари, ама некако не ми одеа сите до регионален, ке стигнав и све, ама некако 8 оделение све онака ми легна и се си дојде на свое место. Почнав да, и само почнав 100 на општински, 100 на регионален, 100 на државен и сега сум од тимот и зема бронзен медал. Поинтата е само никој што мисли дека не може да не прекине. Дека еве на мене тоа ми се случи 8 оделение, на некој ќе му се случи прва средно, на некој ќе му се случи 4-то оделение. Ама на секој ќе му се случи тој моментот кога све ќе му легне на право место и само ќе пукне од знаење. Па тогаш вие дали се подготвувате за тестови во училиште или нема тука многу потреба? Тие ви се лесни задачи, така? Не може, да се мислам не ти е јасно. Да се нашала малку. Многу сте ми паметни и многу ми е убаво вака да водам, како да водам со возрастни луѓе разговор, нели професор, а не со деца кои што сега до прв ќе бидат прва година средно училиште. Што да ве прашам уште друго, да ве прашам професоре вас, кои се идните планови на Сојузот за математичари? Летото сега е летниот период. Што понатаму од септември и пред да ми одговорите на ова, само едно кусо прашање ве до сите, сега баш ми дојде на памет, лето е, поголемиот број од децата не учат, не вежбаат, дали вие се одморате за време на распустот или сепак си подрешавате под некоја математичка задача? Или не мора математика, рековте физика, хемија? Еве јас ќе одговорам, значи добро е при вака откако ќе се вратат од надпревари да не прават долга пауза. 3 недели, 4 нека одморат, но после тоа пак ќе решават. Не мора тогаш по 4,5 сати на ден да работат, доволно 1 час во денот, 2 часа да се има континуитет. Математиката сака континуитет. Не се станува добар надпреварувач ако се решава само месец дена пред надпревар. Мора тоа да се прави во текот на целата година. Така. За вас? Пете, решавате задачи за време на распустот? Еве, јас распустот секако ќе го искористам малку да речеме да одморам, меѓутоа иако ќе го намалам да речеме ритамот, секако морам да продолжам со вежбање и со надоградување затоа што математиката и општо и сите предмети да речам бараат континуитет, затоа што многу лесно може да се загуби да речам тој ритам и таа рутина може многу лесно да се загуби и да се излезе од штос, да речем. Да, еве јас лично можеби не сум најталентираниот за математика, може имака уште ајде да кажам добри 3-4 деца што ги знам што се поталентирани од мене за математика, вака и за другите предмети исто така важи, но јас себе од минатата година се ставив план од сите, пошто имам на 3 надпревари, од секој предмет да работам по минимум 3 часа дневно и од прилика просек 12 часа дневно. И планирам тоа да се зголеми за време на распустот, типа 14 часа дневно. И тоа како
еден час дневно, првиот ден ќе работиш поише од претходниот. И со тек на времето е 1 час, 1 час, 1 час, 1 час и на крај ти си 365 часа над твојата конкуренција. И он никад не може да те стигне, бидејќи треба да работи 20 дена, јас да не работам 20 дена, он треба 20 дена да работи колку што ја работам за да ме стигне. 10-12 часа кажа вежбање, 8 часа спиење и има време, предпоставувам, и за дружење, така? Да не е само нели вежбање. Сепак да имате време, предпоставувам, да се дружите со вашата генерација. Каде се гледате во иднина? Па еве, јас лично би сакал да го завршам моето средно образование тука, па се надевам дека ќе можам да го продолжам моето високо образование во некој од странските факултети, најверојатно во Америка, во некој факултет како Харвард. Меѓутоа се надевам дека и потоа ќе можам да се вратам тука за да го искористам моето искуство, своето знаење, за да помогнам, да се надевам и на идните генерации да стекнат ваква љубов, да речеме, кон математиката и општо кон науката. Андрија? Јас исто како Ивано сакам да одам на некој од тие Ivy League факултети од Америка. Исто така би сакал, пошто таму има, за жал, таму има се уште онака побољи услови за стекнување на поголема сума на пари. Јас би сакал ако сум во состојба да заработам поголема сума на пари, да донирам одреден дел од парите во СММ и другите институции за образование, како што Виктор Симјановски и другите што донираат пари сега ни прават за да ги имаме овие подготовки, кои се феноменални. Ви благодарам многу за разговорот. Навистина ми беше голема чест што ова утро бевте наши гости. Овие 20 на минути ми помина навистина многу брзо. Имав чувство дека разговарам навистина со возрастни луѓе, а не само со деца на своји 14-15 години. Иднината е пред вас и ви посакувам многу успех во што и да работите понатаму и во учество на надпревари и понатаму во животот. Се надевам ќе имаме прилика да ни бидете повторно наши гости. Ви благодарам, професоре, и вам за разговорот. Ви благодарам тоа што ви ги донесовте овие млади деца, иднината на нашата држава, ни ги донесовте овде ова утро во студиото. Ви благодариме за поканата и за нашето учество во вашата емисија. Почитувани гледачи, ние продолжуваме понатаму со утринската програма на Алфа телевизија. Оно што следува сега се вестите во 8 часот и 30 минути. По вестите во 8:30 и кусиот блок на реклами си се враќаме повторно во студиото на Алфа телевизија, од каде што си продолжуваме со утринската програма. Ке следува сега еден прилог во кој што зборуваме за волонтерството. Имено пред неколку дена на школка во градскиот парк се одржа еден настан со кој што се подигла свеста кај луѓето за волонтирање и за волонтерство и за што повеќе хуманост на сите оние учесници на овој настан, односно да се подига свеста за луѓето кон волонтирањето и кон хуманоста. Прилогот кој што следува го подготви колешката Ивана. Волонтерството е важен чинител за развој на заедницата. Ова утро сакаме да ве поканиме сите вие кои што досега во текот на вашиот живот не сте се приклучиле кон волонтирање, кон некоја од заедниците каде што и организациите каде што можете да волонтирате, да го направите тоа уште денеска и веднаш. Волонтерите не се платени затоа што се безвредни, туку затоа што се бесценети.
Ова утро ќе разговараме со проектниот менаџер Андреј Наумовски, кој што доаѓа од волонтерски центар Скопје. Ке зборуваме за волонтерството, но и како да ве поттикнеме да волонтирате уште денеска. Андреј, ќе ти посакам добро и убаво утро. Добро утро и благодарам на поканата и добро ве најдов. Убави настани, каде што се надевам дека ќе од овој настан кој што се случува денеска ќе се потикнат пред се младите, но и сите луѓе кои што се чувствуваат способни дека можат да помогнат, да делуваат и да волонтираат во заедницата. Па ајде да се вратиме на почетоците, што представува волонтирањето? Најпрво искрено се надевам дека сето ова може да се случи, дека не само до овој настан, туку и многу други, самиот порив на луѓето ќе тргне од волонтерството. Волонтерството како волонтерство значи дека колку можеме да дадеме ние самите за нашата заедница и за нашето општество. Без разлика дали е тоа со 20 минути дневно, 20 минути седмично или 20 минути месечно, од она што го имаме како енергија, како искуство, како вредност што имаме во нас, со цел да го подобриме нашето живење и животот на луѓето околу нас. Кој се може да волонтира? Обично сакаме секогаш да ги поттикнеме младите. Ние како младиве, например, јас се ставам тука како во оние денови кога одиме во средни во основно училиште, сите сакаме да се приклучиме кон Црвениот крст, но и од таму се почнува. Секогаш треба да се почне од негде. Кој е вашиот совет од каде да се почне? Така. Да, Црвениот крст е најчесто на почетна точка каде што почнуваат младите да волонтираат. И секако е добро да почнеме од младите, светот на младите останува. Меѓутоа она што морам да кажам, дека имаме доста млади кои се активни, кои сакаат да бидат волонтери и ги поттикнувам заради тоа што можат многу да добијат. Овој настан денеска што се случува може стварно допринесе да видат зашто да волонтираат. А од друга страна е многу важно да ги поттикнеме и сите оние други, без разлика дали се вработени пензионери, невработени, што имаат некое време што би сакале да го посветат на некоја општа цел, да се приклучат кон волонтирањето, затоа што имаат безброј придобивки. Младите, например, да речеме, кога ќе размислиме за работно искуство, волонтерството може да се смета или да го приклучиме во на искуство во одреден дел или во одредена струка или професија што може да имаме. А кога зборуваме за некој повозрастен, например, секогаш е добро кога ќе можеме да слушнеме искуство и совет од некој повозрастен, посебно за она што го работиме или што може да се очуваме во моментот. Какви се придобивките за личноста која што волонтира од волонтирањето, но и за заедницата? Ова мислам нека бесконечна листа, така да она што прво секогаш ми паѓа на ум, посебно кога зборуваме за млади волонтери е дружба, малце да излегување од својата комфорт зона, правење нешто добро и некоја лична сатисфакција што може да се добие од она што ќе се случи. Така да сите овие работи се барем почетокот и делот на тоа што земаме како волонтерство. Во однос на заедницата, мислам дека сите ние цениме кога ќе имаме некој околу нас кој ни покажа позитивен пример. Она што сметам дека секогаш учиме најдобро по примери и најдобро е кога сами пробуваме нешто. Кога ќе го направиме тоа, секогаш заедницата има некако поголема корист во однос на тоа што било претходно. Така да мој поттик, моја препорака е приклучете се колку што можете, колку што имате време, затоа што знам дека колку што ќе допринесете вие, тоа ќе почувствува и заедницата за тоа околу вас. Како да се мотивираат пред се младите и луѓето во земјава да волонтираат? На оваа тема баш имавме една јавна дебата пред отприлика околу еден месец во крајот на мај, каде што беше насловена зошто да волонтирам. И разговаравме со некои чинители во општеството на оваа тема како да ги мотивираме. Она што е како заклучок е дека имаме мотивација, младите имаат мотивација, луѓето имаат мотивација да волонтираат. Она што треба да направиме сега моментално да понудиме што повеќе програми со кои можеме да ги инспирираме да бидат поактивни, повеќе да бидат вклучени во општеството. Волонтерски центар Скопје, меѓутоа како и партнерите на проектот и СОС Детско село и Женски форум Тето, меѓутоа и водечкиот партнер на проектот Коалицијата на младински организации сега нудат доста програми за волонтирање. Меѓутоа има
мал безброј други организации кои може да се вклучат и да допринесат во однос на тоа што им се интересите и вредностите кои ги ценат во животот. Да, навелиш 20 минути дневно или 20 минути седмично, но мислам дека летото е навистина еден супер период, каде што сите имаме малку повеќе слободно време, па е одличен период за да се приклучиме кон волонтирање на некаков начин и да придонесеме за подобро на заедницата. Така, тотално се согласувам. Не само летото, мислам дека и во зимата е сосема солидно, со оглед на тоа дека имаме потмурни денови, кога сме дома затворени. И мислам дека кога ќе волонтираме ни се отварат малце повеќе видици, нови перспективи и верувам дека тоа е еден од најголемите плусеви на волонтерството. Така да во било кое време секогаш може да допринесете некако. Летото не поттикнува да бидеме поотворени и повеќе надвор и да размислуваме повеќе за другите. Меѓутоа сметам дека ако го правиме и во зима и во есен, не знам кога имаме не толку сонце, ќе имаме подобро чувство како самите нас, така и заедницата. Колку луѓето во Македонија волонтираат и сакаат да волонтираат еве во споредба со регионот? Ова е малце тешко прашање, пред се заради тоа што дека треба да зборуваме за некои статистики, меѓутоа она што можам да кажам е дека има доста заинтересираност за волонтирање. Младите и не толку младите се заинтересирани да се приклучат кон волонтерски акции и волонтерски проекти, како на краткорочно, така и на долгорочно ниво. Она што можам да кажам во однос на соседите или например на регионот и на Европа, тоа е доста развиено и се надам дека ќе попримиме, ќе преземеме добри практики едни од други. Како Македонија може да пренесе нешто во странство, така и обратно да можеме да донесеме тука. Волонтерски центар Скопје работи со волонтери како локални од Македонија, така и меѓународни. Така да тоа е една од основните цели каде што принесуваме практики или добри искуства, тоа што можеме како да направиме да заедницата биде подобро место за живење. Андреј, ти благодарам за одвоеното време. Се надевам дека ќе поттикнавме луѓето и дека уште денес ќе се приклучат во некоја од организациите каде што може да волонтираат, да помагаат и сите заеднички нели да направиме една поубава заедница и општество во кое што нели сите заедно живееме. Искрено се надевам. Нека биде ова покана до сите да колку може да се приклучат да волонтираат. Јас секогаш ќе оценам нивниот волонтерски ангажман, без разлика дали е во организацијата каде што сум вработен или на некое друго место. Така да искрено се надам дека ќе да тргнеме од тука, па морам така ќе правиме да биде све подобро. A small box and we're all hot inside it. I feel so dumb and misguided. Девет е часот и време е за нашата втора утринска тема во утринската програма Добро утро секое утро. Прво ќе го проследиме сите заедно прилогот кој што ќе биде вовет во нас што ќе дискутираме во наредниве 25 минути. Насловот на прилогот е вели блиску до решение, но се уште далеку од договор. Прилогот го подготви колегата Борис Грујовски од информативна редакција, а нашата тема на која што ќе говориме веднаш после прилогот ќе биде седницата на економско-социјалниот совет е блиску до решение, но се уште е далеку од договор. Внимателно проследете го прилогот и веднаш потоа ве очекувам вас да си разговараме, да си дебатираме на нашата втора утринска тема. Нијанси се во прашање, ама далеку сме од договор и решение. Пропадна и денешната седница на економско-социјалниот совет, на која итно се бара решение за повисоки плати. Предлогот на синдикатите е платите да се покачат за 14,5%, колку што сега изнесуваат во цифрената инфлација, и тоа да биде основниот параметар со кој ќе се зголемуваат платите во јавниот сектор. Синдикатите бараат и враќање на платите на функционерите како и претходно, а зголемувањето велат да биде подеднакво за сите.
Нашето барање е 14,2% колку што е инфлацијата, да се зголемат платите на сите вработени во јавниот сектор, да не заборавиме до крајот на годината, значи да се исплати регрес за годишен одмор во целиот јавен сектор, нема да дозволиме функционерските плати дополнително да растат на ваков начин. Од СОНГ велат ако до септември не се договори покачување на платите, ќе се создадат сериозни проблеми со усогласувањето на платите во однос на процентот на пораст на минималната плата, односно двоцифрената инфлација, а проблем е и урамноловката што им ја руши мотивацијата на сите. Усогласување на плати под овие проценти би значило свесно уназадување на нашиот буџет. Ние тоа сигурно дека нема да го прифатиме заради големиот и брзиот раст на минималната плата. Во однос на порастот на платите досега во јавниот сектор се направи таков дисбаланс или така наречената уравниловка која што сега страшно ни создава проблеми. Ако од есен не почне исплатата на повисоки плати како и примена на општиот колективен договор за јавниот сектор, функционерските плати ќе треба да се вратат пред одлуката на Уставниот суд, а зголемувањето на платите да биде како за нив, така и за работниците. Откако пропадна денешната средба овде во владата, каде на иста маса седнаа синдикалните представници и владините министри, нова средба е закажана за веќе во среда, кога се очекува ново, позитивно решение за повисоки плати на работниците. Предходно од владата понудија зголемување на платите од 5% веднаш, како и 5% од 2024 година, што според синдикатите било разочарувачки. Како што слушнавме од прилогот од колегата Борис Грујовски, следната средба е закажана за среда, некако се веќе блиску до решение, но ќе чекаме до среда да видиме дали ќе падне конечен договор. Додека ние чекаме да дојде среда, ајде да ги отвораме телефонските линии, ги отвораме повторно само за вас, да ни се јавите, да ни го кажете вашето размислување на оваа тема. Значи, наш насловот на втората тема е седмицата на економско-социјалниот совет е блиску до решение, но се уште далеку од договор. Како што слушнавме од прилогот, бараат синдикалците од јавниот сектор да се зголемат платите за 14,2%, од владата нудат нешто друго. Ќе почекаме до среда да видиме дали тоа ќе се случи, дали можеби веќе имаме гледач на линија кој што сака да дискутира на оваа тема или можеби и на првата, како сакате. Добро утро. Ало. Добро ви утро. Добро утро. Повелете, во програма сте? Ало, види, јас... Дали ме слушате? Да, јас те слушам, еве се јавам, да. Повелете. Ја би сакал, например, да дискутирам по повод оне последниот гледаш од Ардишање што се јави. Нешто како реплика. За првата тема? Гледа, може да првата тема за Мицкоски. Ајде. Не треба тој да се поднесе оставка. Меѓутоа, сака ни на реплика за оно и да Радишани што се јавува цело време. Видите, тој човек цело време додава сол на раната на овие луѓе што се јавува. Кажува дека зборува со пакти. Па еве јас некој пакти да му кажам нему. Например, што подпише Зоран Заев со Грција? Тој подпише, значи, до 7 век целокупната историја му припаѓа на Грција, односно на хеленизмот. Тоа е едно. Второ, што сакаат сега да направат овие што се сега, мислам, што го наследија Заев. Значи, сакаат до 45-та година целокупна историја да му препишат на бугарскиот народ. Дека ние сме фактички излегуваме како бугари, нели? Тоа е оно што сака да го направат овој од СДС. Така да толку околу тоа. Дали сакате можеби да продискутирате нешто за втората тема? Седмицата на економско-социјалниот совет блиску до решение, но сепак далеку од договор. Станува збор за платите на јавниот сектор, каде што тие бараат да бидат синдикалците бараат да бидат за 14,2% поголеми, а владата нуди нешто сосема друго.
Не би сакал да дискутирам. На оваа тема. Добро. Сепак ви благодарам. Ви благодарам многу за вашето јавување. Ве поздравувам, ве посакувам убав ден. Добро утро, велам веднаш за следниот гледач. Ало, добро утро, благословен ден. Благословен нека е, повелете. Амин. Амин. Накратко и на првата и за втората тема. Може, ве слушам. Тема, кога би биле ние реални, кога би биле сите боголюбиви, кога би биле сите со љубов едни према други, дали вас, а сите се луѓето, дали вас е во позиција или ние слушатели и граѓани од било која нација националност, вака би требало по моје најправилно. Во колку се донесла нека одлука за зголемување на плати во однос на потрошачката корпичка, што викаве, во однос на потрошувачката кошничка, да. Кошничка така за храна, за облека, за обука и така натака, треба да имат кај нас во Македонија такви луѓе, да има таква душа прво, да се такви луѓе, да се луѓе кои почитуваат својот ближе, секого, сите, да направат. Мислам, тоа кај нас не може да дојде никогаш, меѓутоа така би требало му е. Да направат една комисија, една ревизија и да се соберат од сите струки, економисти и така натака, да направат, да видат, например, просек да земат колку се зголемиле секој артикал. После да донесат, например, на ниво овој месец, таа потрошувачка кошница изглед не просетално, него и таа кошничка овој месец поскапила скоро за 1000 денари, пример. Да. И така да се зголемуваат пензиите и платите. И линеарно на основа на потрошувачката кошничка. Иначе платите може да си позголемува секоја посебна организација спрема условите, спрема тежината на работата, спрема стажот и така на тука никој не може да спори. Меѓутоа кога ќе е во врска со потрошувачката кошничка за животот и така натака, тоа треба не само за платите и за пензиите исто да бидат. Не можете сега вака испаѓа дека ако доматите или древото или горивото испаднало за 15%, дошло за 5 или 10, 100 денари поскапо, за некој ќе биде 100 денари поскапен, а за некој ќе биде 300 денари или 400 денари поскапо. Тоа не е реално, тоа не е човечки, тоа не е хумано, така би требало да биде. Меѓутоа ние нажалост такви луѓе немаме во Македонија, нарочито од кога се разбитивне. Во Македонија 3 партии се на сцената и нивните членови, раководители таму кои се менуваат. Пред све да беат тие такви хумани, да беат да има доблест човечка, доблест да има човечанска душа во себе, ќе си ги изголемија парите за 80% платите за еден месец, некој, например, 1000 евра, пример, и уште 1000 евра скоро плата добијат месечно. И никој умува не лази, никој за тоа не тропи, ни позиција, ни опозиција, ни градоначалници, ни судии, ни обвинители, никој. Значи, тоа кај нас најголемото зло. А што се односи за првата тема, за Мицкоски, да се кажа вака, ако сте ние патриоти, ако се декларираме едната партија за македонскиот блок зборува, едната партија наследила, односно идејата на војводите, на комитите, така натака за самостојна Македонија, за обединување, за македонските права македонците. Втората партија се декларираше во почетокот како наследница од комунистичката партија, односно од социјализмот, комунизам кај нас немаше. Меѓутоа да им кажат и подсета само и тие што одат по тие две партии, по тие две, како да кажа, за нас најголеми, најзлосторнички партии за нас како се и Македонија. Правите комити, правите партизани, правите војводи, која ќе дошле која ќе виделе на кај се бореле до последна капка на животот и која ќе дошло непријател, не му паѓале врат, сами се убивале. Така требаше со нас да постапат нашите комити, војводи и партизани. Кога во Македонија изби конфликтот, кој беше предизвикан и договорен со нашите продадени дучички, у премирот кој иде денеска во Софија, кој е продаде доктор Сизамин и многу други, кога дојде времето кога нашите, меѓу тука имах најблизок, слава Богу, остана жив, многу не остана жив, кога издвоја победа во Рачиново и сега по ѓоснати по наредба. Ви благодарам за вашето јавување. Времето од 3 минути веќе одамна ви измина. Ве оставивме малку подолго да си го кажете вашето мислење. Веднаш велам добро утро за следниот гледач. Добро утро, Наде Василев од Каванач.
Повелете. Да сите ние што се јавуваме да се запазуваме на тајма, да иначе сакате некои да зборуваат и по цел ден, да ги оставят Така на е. мој наут. Така е, сосема сте во право. Еднака сега. Двете теми малку ќе ги поврзам. Може. Првата тема, препорачам на Мицковски дека да нема толку доверба во овие наши пратеници. Ретко кој од тие пратеници се големи патриоти, само на уста се прават дека се пратеници, а не се, тоа праксата го покажа, сите го видовме. Затоа нека не ги изјавува дека еден ако потпише, јас ќе се повлечам. Нема да се повлече, не еден и 10 да се потпишат, нема да се повлече, ќе се најде тогаш друг изговор што потпишале. Џабе се изјавите и џабе довербата во пратениците. Знаеш што, македонци, историски како се вратиме наназад, секојаш било подкупливо и самите од себе страдаме за тоа. Што се однесува до втората тема. Одма се критикувам синдикатот што прави преговори. Да се покачиле пратите према инфлацијата. Инфлацијата беше 19%, падна на 14%, сега падната на 11%. Во наредниот период со граница тврдам наредните месеци да се падне испод 10%. Не се покачува платата за да се споредува со инфлацијата. Него треба да се најде некоја линеарно или какво покачување да биде за сите еднакво, а не да се ориентира спрема инфлацијата. Ама ако нема инфлација, ако биде 2-3%, само 2% да се покачи плата. И друго, ја не се сложувам со овие изјави буџетските предпријатија да имаме, како што е Управа за јавни приходи, царина и другите, поголема плата од производството. Прво тоа јас сум една генерација запротив нешто од она Југославија. Не само во Југославија, и во другите држави, никаде, ама баш никаде, не зима буџетските компании повисока плата од производство. Тоа ќе дојде сега тие што работат и што ствараат занеми и што ствараат за буџетари да зимат помалку од оне што чекат од производство. Ја не гледам ни една производствена компанија да идем да страјкува, да протестираат, ја имат најмале плати. Општо познато дека буџетските организации имат најмалку 30% повисоки плати од производството. А производството не чека од државата, тие сами се произведуваат. И сега кога чекаме од државата и кога чекаме производството, треба да се усогласиме дали има пари пред се. Не е работата да ги покачиме платите, а после да се заглавуваме со кредити, а тие кредити да ги плаќаме и ние, и нашите деца, и нашите внуци. Мора да имаме малку една реалност спрема живото што го земеем. Ние имаме држава сега, не сакам да критикувам многу, али нашата држава е заглавена до гуш. И ние во живот сега, сакали нече да признаеме, обстануваме од оние финансиски помош што ни ја дават како грантови неповратни, како донации од Европска унија, од Америка и други посилни држави. Нема, нашите компании не се можат да осваруваат толку доход. Гледам ми помина времето, фала многу и пријатно. Ви благодарам за вашето јавување, убаво си кажавте, и ви благодарам што си го испочитувавте вашето време од 3 минути. Добро утро, велам веднаш на следниот наш гледач. Добро утро. Добро утро. Повелете во програма сте. Мицковски да си даде, не треба Мицковски да си даде оставка. Каква оставка, какво чудо. Мицковски мора да биде. Што има да слуша он, што ќе каже, има пратеници, има луѓе, предавници, што за пари, ако треба собствено дете ќе си го продаде. Па затоа немаше Мицковски да ако се пратеници како што треба, ако народот ги избрал за да го штитат народот, а не да си ја продават душа за како тие 8 души што си ја продадеа, и треба цел живот да видат прокалнати за тоа што ја продадеа Македонија. Се што беше македонско збриша, нема македонски театар, нема македонска телевизија, нема ништо. Што има македонско? Лижеше заев, по шасти се бришеше дека нема сонцето од Вергина, нека иде уз Лесово да виде у манастиро на Богоројца, тоа е пред 13 век градена црквата, тоа е сонцето на Вергина на Ракаво, на Богородица. Каде е таа душа христијанска? Немат никаква душа они. Друго сакам да кажам, испитуват пред 10 години што се случило. Каде се тие, каде е Бучковски, каде се тие сите криминалци, Димова, не знам што траат, сите секретари на и сега ќе ми излева кај со тефтерчето напишано како промоделенче да чита, Бучковски да си даде оставка. Кој си бе ти да кажеш, уште не си излегол во пелените на мајка ти ќе кажуваш да се
да се Мицковски да даде оста. Не може Мицковски да нашата опозиција да биде како српската, да стане, ама не е само Мицковски, треба народот да биде тај што треба да стане и да излезе. Зашто не се бунат од каде пари на Рачиново платија 6 милиона за струја за 3 дена? Од каде пари дигнаа на терористите на Учака споменик 20 метра? Од каде се тие пари? Зашто џамијата што беше решение за да бутат, од каде пари да ја направат сега? И ќе ми нема учебници, нема пари за учебници, нели го е срам Ковачевски? Децата без школа, без свидетелства, без ништо нема, сами да си ги купуват. Кога беше, ако критикуват режимот, ама не беше почната школската година, учебниците стасаа у школите. А сега, срам да е. И се фале он направи. Шо направиле? Слушам ги тие како крекат, извинете на изразу, у собранието. И Лазарева, и Николове сите, и се смеат. Слушам го како се кара, се крие за кај микрофонот, како памука натре, да не го гледа камера, да не го покажува дере премиер. На шо личе тоа, каква култура е таа? Па ние сме стари, веќе 80 години, нема да дозволам никој така да се понесувам како тие. Без кичмињаци, извините, ама варно сме револутори на бај, македонски народ многу трпе. Тај јарем, цел живот Македонија има јарем на шијат. Цел живот од некого пате. Бугарите, зашто бугарите? Кои се они да не радуват устав да се мене? Ви благодарам многу за вашето јавување ова утро. Видно малку и вознемирена од она што го кажувавте. Веднаш да кажам добро утро за следниот гледач. Некако темите гледам дека ве вознемируваат и можеби и со право. Не се лесни, еве вака утрински си дискутираме и ве слушам сите со големо внимание до еден. Веднаш велам добро утро за следниот гледач. Добро утро, добар ден Македонијо. Еден апел имам до вас како телевизија. Значи, обично вие викате, нели, да не се навредуваме, така? Да. Но кога некој користи навреди дека продадени душички, че сите македонци од ВМРО да помане, еви да ги речеме пријати од СДС, биле продадени душички. А тој до вчера пропагираше и гласаше за Заев и за СДС. И донесе на власт. Да не сменат се македонско. А јас сум македонец за... Тале, ви благодарам што се јавивте, меѓутоа втор пат се јавувате ова утро. Мислам дека веќе го искористивте правото еднашка да се јавите. Ви благодарам, поентиравте, кажавте тоа што имавте, меѓутоа од режија ми јавуваат дека втор пат се јавувате ова утро. Да ќе оставиме простор еве утре и понатаму да ни се јавите повторно и да го кажете вашето мислење. Добро утро, ќе кажам на следниот гледач. Ало, добро утро. Добро утро, повелете. На телефон Љубица од Прилеп, ве поздравувам и сите таму во студиото увате. Љубица, ви благодарам што ни се јавивте, ви благодарам што се представивте и поздрав од нас до вас. Јас се представувам, секој ќе се јавам, се представувам, секој пат макар да гласот веќе ми го знае и се јавувам. Кој ќе добијам се радам. Добро, јас сум малку понова овде и мило ми е сега ќе ве запамтам. Ќе се понови, јас и името не ви го знам, бидете жива и здрава. Ирена, јас сум Ирена. Ирена, те поздравувам. Ве поздравувам и јас, Љубица, повелете, од сега ве знам. Па вака душа да кажам. Јас би проговорила за овие синдикатите. Синдикатите се борат за работниците, верувам дека се борат за работниците. И тоа јас да ги прашам нив, зошто не се борат за неработниците? А кои се тие неработници? Испуштени од фабрика на милост и немилост на улица. Зошто не ги спомнува нив никој пат? И тие одеа и ще директно ќе кажам од Прилеп, се јавувам за Еврокомпозит од Прилеп. Неплатен стаж, неплатени плати. Не зна кај да ода, кај што ќе сака надницари, не знам што да кажам. Зошто еднаш и тие биле и тие имали синдикат своите, еднаш не ги спомнува нив во таа група на работници, да речем и на сите, што треба да му се покача платите и треба да му се покача. Јас велам, многу е скапо, се е скапо. Луѓето вела, зборува дека лани ова време колку беа партизаните. Да, беа лани ова време ефтини и доматите се, меѓутоа да рачунаме сега дека
10 денари е една стотка. Јас така го рачунам како пензионер, што ја гледам пензијата и ретко излегувам, него ми купуваат други, и гледам дека една 10 денари се тежи како стотка. И то ми е најсакам најповеќе за тоа да се јавам, кај што лично вака ме боли и ќе ме боли и не само мене, и многу луѓе има така испуштени од многу фабрики. Зошто не се прашале кој ги оградил тие фабрики? Зошто? Зошто? Зошто никој за тоа не проговорува? Ретко некој кој да се јави. За судо, за едно, за друго, за политики, за едно. Абе дајте луѓето, нека не ви сета по улици. Нека не ви сета по улици, нека не бега, бе. Полојна Прилеп испразнет, полојна се појдени во Хрватска. Срамота е ова. И оди си, моли си, кој живој да ги прима. Па тие се веќе возрастни луѓе. Тие не се појќе за никаде, сем да остана во градот тука да работи. Тоа ми беше, Ирена. Мислам дека не сакам никого ни да напаѓам, ни да вреđам, ништо. Слушам луѓе дека нереално зборува, али верувајте дека ова јас што го зборувам реално и сите го знаат и ќе се сложат со мене. Биди ми поздравена, Ирена, те поздравувам и секое добро ти пожелувам и сите таму во Алфа телевизија. Љубица, ви благодарам за вашето јавување, ви благодарам за поздравот. Еве, отпоздравувам исто и јас, од моје име и од името на колегите кои што ова утро ја реализираат утринската програма на Алфа телевизија. Веднаш велам добро утро на следниот гледач и можеби последен за ова утро, тоа ќе ми кажат покасно малку од режија. Добро утро. Добро утро, Ирена беше, Ирена? Да. И јас се презивам Цветановски, па може сме и род. Македонија е мала, сите станавме, па колку што слушав вчера, завчера на вашата телевизија, испаднаја дека први братучеди, па втори братучеди, па трети братучеди. Па да, сите сме си тука како едно, нели, како едно големо семејство. Па затоа сме големо Мило ми е, името не го слушнав? Јовица Цветановски од Тетово. Јовица од Тетово. Јовица, повелете да си го кажете вашето мислење на втората тема, на првата, како сакате. Му давам подршка на Мицкоски. Знаеш зошто? Што Мицкоски има право и да го активира и Тамаро. Тамаро е тајната македонска револуција. Не фамилијата Шехтарски, првобранителите, да се браниме само. Него Тамаро е тајна македонска револуционна организација, која има во цела диаспора и тука во Македонија, која моментално спие. Спие. Знаа дека не чека снайпер негде од погоре. Затоа спиеме. И затоа тој гледачот што вика спиете, мораме да спиеме. Затоа што може да го запалиме Балканот. Балканот може да изгори као петок, а некој тоа го сака, да ga пребаце војната од Украина, Русија, да ga пребари на Балканот. Зошто екстремистиве научаха ги активираат? Јас колку са сега јаки. Имаат храброст, гледаш како, све ќе сменат, све ќе запалят, све ќе орадат, суди, муди, кади, све ќе сменат, ќе не вратат во Турско, викаат. Така, кадија те тужи, кадија те суди. Ајде да видиме до когај. Ја им да гаранција, до септември, ќе не молят. Ќе го молят македонскиот народ да не кажувам и други работи, времето ќе покаже. Благодарам многу. Ви благодарам и јас вас за вашето јавување. Вие воедно, предпоставувам, бевте и последниот гледач за ова утро, и за првата и за втората тема. Голем поздрав до сите вас кои што ова утро ни се јавивте, секако и поздрав до вас кои што не следите, а не ни се јавивте ова утро. Тоа можете да си го искористите веќе од утре, знаете. Нашиот редовен термин секој утро од 6:25 до 9 часот и 25 минути и секако сабота од 7 часот до 10 минути. Ви благодарам на вашето внимание. Ве поздравувам, ви посакувам убав вторник, убав ваков летен ден и се разбира останете ни во добро здравје и во добро расположение и се разбира ве повикувам да бидете заедно со нас, да се разбудите и утре заедно со нас. Точна средба во 6 часот и 25 минути бидете на фреквенцијата на Алфа телевизија. Довидување.